Зор од родител или старател. Сепак, би можел ли да знам каде одиме? Ти реков, не расплашувај се. Имаме можност да спечалиме. Тоа е се. Сам не дојде. Не знам. Донесе ли? Имаш ли пари? Имам. Дојди. Што ти рече дека ќе донесам? Она што му донесе и минатиот пат на Калпак. Ова не е стокварената сума. Донесов колку што ми даде Калпак. Ти со него си се спогодувал. Тој ми е должен од минатиот пат. Побарај го и расправи се со него. Ќе се расправам со тебе. Доплати ми. Тоа се мои пари. Потреци. Мислете дека сте поумни од мене. Стой! Застани! Симоне, зошто те гонеа? Ме гонеа, но не ме фатија. Може да стрелат? Може и да промашат. Што е тоа? Остави, Цветко.
Достатно ли ќе ти ако ти речем? Никогаш веќе нема да ме прогонат. Ќе разговараме подоцна да се. Ајде. Ме чека Лена. Побарај и ќе се најдеме во барот. Ќе одам да се преслечам. Сиво облекло, темни чевли, бела кошула. А врска? А? Јас не се разбирам. Никогаш не ги носам. Знам, но ќе мораме да купиме една. Ајде. Не беше многу весело. Секогаш повеќе сум сакал да се возам отколку да трчам. Ти се брзаш? И се брзаше повеќе отколку што мислиш. Чекај, ве стапнали? Не. Се излеков. Еднаш за секогаш, Калпак. За секогаш? Зборуваше дека ти требаат многу пари. Да, но сега овие се достатни. Опасно е. Се умори од малку трчање. А донесувачот, сидвече ли те? Бев зафатен со себе. Тој може и да предаде. Не ми изгледа сигурен. И јас нему не бубев сигурен. Бараше некој пари од минатиот пат. И се обиде насила да ми го земе портмонето. И? Ме нападна. Морав да го сокријам портмонето меѓу бурињата. Чекај. Ти беа ли документите во портмонето? Да. Но не плаши се, ќе појдам со камионот и ќе го земам. Малумници. Се тепате како деца. И сега уште сакаш да се вратиш таму. Зошто? Опасно е за тебе. Ќе појдам јас со твојот камион. Само не задржувај се. Треба да го вратам камионот од гаража. Не затрашувај се ни ти овде. А за секој случај каде ќе сретнеме? Ќе видам во барот. Тоа не е твој. Како? Тоа е нешто за Лена. А, нешто за Лена? Пак ја кукаш со подароци. Може би со твои пари ги купувам тие подароци. Знам, но сепак би можел попаметно да ги употребиш. Ајде, Цветко, не биди нерасположен. Вечерва сакам да сме весели. Сваќаш ли? Јас ја славам својата последна моминска вечер. Келнер, 2. За оваа вечер, за доброто во оваа вечер, за тебе, Лена. И за вас, бајцата, за вашата младост, за вашата љубов и за мене. Но што вреди? Јас сум сам. Потуđen. Не знаете вие што е туđina. Туđina.
Рагби! Кажи, Цветко, имаш ли ти девојка? Немам. Знаеш и сама дека не живеев од своји пари. Не бев свој. Те навредува сино што се грижеше за тебе. Не навредува што се смета за Бог кој има се. Девојка, планови, пари. Цветко, немој така. Ти си сепак помлад од него. Имам ли нешто од тоа што сум помлад? За него сум мал, а не млад. Тој тебе те сака. И не е никаков греф ако те смета за мал. Не, Симон е безгрешен. Симон е до крај безгрешен. Молам, обави се за една игра. Жалам, но морам да ве одбијам. И затоа не прашај ме дали имам девојка и дали мислам на свој дом. Понекогаш луѓето ни себе си се немаат. Еј, држаме нотарио. Продавај лозови на место да се забавува со девојки. Сакам среќа. Можеш ли да ми измериш едно кило? Цветко! Единицот на мојата мајка го бара оној лош што остане на вас. Колку бареш да ја доведеш? Треба ли да чекам до нова година? Може би ке чекаш и повеќе. Или си јак зашто не си сам. Нема да ја доведеш. Запамети. Единицата мојата мајка може и... Биди мирен, јунаку. Ајде. Симоне. Секогаш морам да те извлекувам од непријатности. Добро ми ја чуваш, Лена. Силно момче си. Келнер! Коњак за сите. Малку коњак и се ќе е вред. Ајде, браче, не би ти невесел. Ти реков, се ќе е добро. Пријателе, забрането. Нема грешка. Далеко патувате? Далеко. Наполни ги кантите. Можем ли сега да ги отварам очите? 1, 2, 3. Радио! Ова е за тебе, Лено. За нас. Нашиот нов живот нека ни започне весело. Со музика. Цветко, не ли е прекрасен? Симоне, ајде да го пуштиме да ни засви. Чекај, Лено. Радиото е почеток на нашата среќа. Прв пат нека ни засвири во нашиот стан по свадбата, а? Сега сме сите собрани. Забавата почнува. Да. Забавата почнува. Ајде, Симоне, ова е наш танц. Танцувај со Цветка. Љубопитен сум како ќе ги занима твоите другарки на нашата свадба. Ајде, Цветка.
Седе ли пари за она? Пари? Погледај што си ми донесол. Песок. Се шегуваш ли со мене, Калпак? Мислиш дека морфиумот сум го изел? Или ме сметаш за измамник? Тој никаквец не измами. Ќе го убијам. И ако не измамил, не верувам дека тоа ќе оставиш. Тоа е на сигурно место. Ако не сега, тогаш утре сигурно ќе окаже моето име. Моето не го знае. Моите документи ги најдели? Нема ни трага од нив. Секако ги нашли те барат веќе. Цветко, ме газиш. Извини, никогаш не сум танцувал добро. Веруваш ли дека ќе не најдат? И порано отколку што мислиш. Треба да се изчистимо одавде што побрзо. Да бегаме. Ти можеш да бегаш. А јас не можам. Не сум сам. Не можам да ги оставам Цветко и Лена. Мислиш на дом? Се куќиш? Точно, Калпак. Се куќам. И не сметај веќе на мене. Се повлекуваш како би ке да си се збогат. Или ова кутиче ти е достатно за новиот дом? Може би и ми е достатно. Може би. Само за кој дом? Оно што го сонуваш или оно за решетки? Сваќаш ли? Веќе знаат дека сме тргувале со морфиум. Твоите документи се сигурно трага и за тебе. Ако не бегаш, се ќе загубиш. Домот, соништата, Лена. Симоне, сега не можеш да ме одбиеш да танцуваме. Слушај оваа музика. Не сега, Лено. Неодлажно морам со камионот по некој товар. Неодлажно. Лето дека не танцуваш со мене. Ова е наша вечер. Тога виснена гранка, смирено како бела пион. Около светот, ограда танка, нечујно плете синиот зон. Очекував дека ќе сме заедно ова вечер. Не може ли Калпак сам да појде на пат? Мислам, не ќе може. Не би сакала да се разделиш од мене. Сакав да сме заедно вечерва. Заедно како никога што не сме били. Крило е птичје, тој сон што лежи, под него светот е сини благ. Ако ги скинеш нежните мрежи, во тебе ке глупи зомрак. Симоне, не оди вечерва. Морам, Лено. Без друго морам. Ја сакам да бидам со тебе. Вечерва и секогаш, цел живот. Лено, јас би сакал да појдеш со мене. Сега? Да, сега. Каде? Сеедно каде. Главно е да бидеме заедно. А тоа на час може би страден, нишки ке бараш по коселет, па ке те гре некоја надеж, дека по ноќта светнува ден.
Оној товар. Мора ли со камион да се префрла? Кој товар? Оној за кој говореше Симон. Те интересува камионот или товарот? И едното и другото. Но најмногу Симон. Зошто го прогонеа вечером? Не ти рече? Не. Ни мене. Сакаш лос? Благодарам. Не се коцкам со државата. Ќе поберам друг купувач. Добра ноќ. Добра ноќ, Лотарио. Не се коцкам со државата. Ти си некој весел човек, Калпак. Каде е Цветко? Отиде да им нути среќа на луѓето. Овде му беше здоден. Не се ни поздравивме, не очекува дека ќе си оди. Каде е камионот? На улица, требаш веќе да појдем. Келер! Плати! Причувај ми ја до утре. Рагби. Туđina. Застани. Симоне, ја минаме куќата на Лена. Не возбудувај се, Калпак, Лена ќе појде со нас. Никогаш не сум била со Симона на пат. Сваќаш ли, Калпак, тој е излет за мене. Да, ќе биде весел излет. Колку им е убаво на луѓето што патуваат. Атина, Парис, свет. Свадба! Не можеше поубаво да ни почне денот. Опа! Најпрви на шоферот. Не одбивај ме, пријателе. Напи се. Не, Ако не. си женет, ќе знаеш и сам што е тоа свадба. Не сум женет. Ајде. Не уште. Дај. А девојка, не пиеш? Не пие, благодарам. Ќе се напијам и јас. Свадба е. Нека е со среќа. Свадбите не ме возбудуваат. Сепак би можел малку да се загрее. Така, брате. На здравје. Со здравје. Со здравје, брака. Свадба. Комедија. Почнува со песни, а продолжува во животот со солзи. Да влезеш во нов живот не е комедија. Може би и не е. Сепак тој живот е тунел со непознат излез. Што мислиш ти, Симон?
Познато ли ви е дека тројца не смеат да бидат во кабината? Познато ми е. Казнувани ли сте досега? Не сум. Ова го сторив зашто ноќта беше студена. Кога еден може да е горе на камионот, можат и двајца. Ова ви е последна опомена. Друг пат ќе ве пријавам. А вие можете и горе. На камион. Да не биде оној осамен. Разбирам, шефе. Никогаш веќе нема да не опоменете. Никогаш, шеф. Добро, ајде. Остани в кабина. Барчево не може без тебе. Научила да го раниш. Здодевно ти. Појде со нас да товариш, а? Појдов со вас за да не ги плаќам вашите гревои. Ме заплеткавте во некое свое зло. За какво зло зборуваш? Знаеш и сам. Ноќеска обајцата не прогоня. Камило, кој знае нешто за тебе за да те прогони? Сакаш ли сега пеш да се враќаш назад? Назад? Насуд? Не, калпак. Ме оставивте на цеделка сега. На каква цеделка сме те оставиле? Што знаеш ти за сето тоа? Ништо. Знам само дека сте во опасност. И знам дека јас сум заплеткан со вас. Мислиш ли дека секаков товар ќе влечам на грб? Најпрви ми, Лена, сега и ова бебе. Остави го, уште може ти да не најдат овде. И Цветко ли оди со нас? И тој. Симоне, каде одиме? На езеро. Но јас мислев, моите дома ќе бидат загрижени. Зошто? Ти не си малолетна. Или не ми веруваш? Многу, премногу ти верувам, Симоне. Но моите, тие ќе мислат на мене. Се плашиш? Да не ги изненадиш? Да ги изненадам, како? Ќе видиш. Сепак, се ќе биде добро. Ајде, Лотарио, ако не сакаш да векуваш овде. Каде? На игренка. И запамети, кога си со мене престани да поставуваш прашања. Не си сообраќање комисија. И ти си дошол? И јас. Мислев дека ќе биде повесело. Ќе биде. Знаеш ли кој е најблизок пат? И најблискиот сега ќе е далечен. Мислиш ли дека тие се учени да газат по камењари? Не грижи се за нив. Чекајте ме горе на Ридон. Зошто и ние не појдовме со Калпак? Кога ќе се врати Калпак, ќе појдеме и ние кон езерото. Симоне! Цветко! Езерото! Некој ќе ја види. Лено! Лено, дојди вам. Симоне!
Па ти ке го испразниш езерово. А ти што? Малку, многу малку. Но почекај да видиш колку ќе улови тате кога ќе дојдат птиците. А од каде доаѓаат тие? Оддалеку. Дури од северните мориња. Рибите се плашат од нив и бегаат во трските. Тука ние ги чекаме. Ги затвараме во прегради и лесно ги лови. Тие птици носат добри, не ли, татко? Да, сине, носат лов. А ќе дојдат ли на Агеска птиците? Не знам, други години во ова време биле веќе овде. Татко, да останам на Агеска со тебе? Зошто? Ако дојдат птиците, ти можеш да ги видиш и утре. Но јас сакам денес да ги видам прв. А нели ке е sejedno дали си втори или трет? Не, татко, кој ќе ги види прв птиците, што и да посека тие ги му дадат? А откаде знаеш дека птиците можат тоа да го сторат? Знам, тоа сите деца го знаат и сите деца сакаат да ги видат први птиците. А ти? Што ќе посакаш? Чу? Не. Да сум голем и да бидам рибар. Па ти си рибар веќе? Добар лов. Добар лов. Од ова не ќе се збогатиш. Па, Стојане, не им се радуваш и на старите пријатели? Или и ти имаш желби како детело? Зошто дојде пак? Да се подсетам на својата младост. И да те подсетам на нашето старо пријателство. Твое е? Оди вас и играј си. Ќе останам овде да ги чекам птиците. Одлично, малечок. Птиците се близу. Оваа ноќ ќе бидат на езеро. Не живееш многу богато. Во војната, кога пренесуваме роба од онаа страна, беше гроф. Печалеше лесно. Тогаш бев без работа. На моите деца им беше потребен леп. А сега не треба да јадат. Или ги клукаш со пароли. А? Не се без леп. Зошто дојде? Да ти помогнем. Ако ми помогнеш. Кажи, ќе можеш ли да префавиш ноќва преку езеро Муштери? Не, и никогаш. Јас оддавна сум прекинал со шверцот. А и тебе не ти советувам. Не се може преку. Зошто? Зошто не се може? Ако дојдат птиците, во секој колиба ги има луѓе. И вака ги има. Рибарите се на стража. А ако не дојдат птиците? Сеедно. Сите чумови се врзани во пристаништето. А езерото го чува патрулен брод. Ти ќе најдеш начин да го сториш она што го барам од тебе. Мислам дека еден што е со мене носи морфиум. За себе. Но може да биде наш. Не, Калпак. И јас тоа нема да го сторам. Врати се од кај што си дошол и заборави ме. Татко! 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 Само за малку што не ја погоди. А да бев голем? Да си одиме дома. Ке заварне. Стојане, чекај. Размисли. Ти реков не. Ноќес ќе дојдат птици. Но ти не кажувај му никому за ова. Немој да заборавиш дека имаш деца. Ете, чичкото вели дека ноќеска ќе дојдат птиците. Треба да одиме. Ќе верне.
Да одиме? Каде? На езеро. Што е? Вражаш ли дека ќе има дожд или не? Вражам дали да останеме или да се вратиме. Зар сега, кога денот толку убаво ни почна? Почетокот не носи секогаш убав крај, а и овде е непријатно. Кај да погледнеш вулкан. Треба да чекаме овде додека не се врати Калпак. Мене Калпак не ме занима. Не ме сака и не го сакам. А најпосле тој ни тебе не ти мисли добро. Можеше да останеш во градот. Никој не те викаше. Не ме викавте. И не ќе дојдев ако не предпоставев за бегство. Бегство? За какво бегство говори Цветко? Или се шегуваш, Цветко? Кажи дека сето тоа не е вистина. Би сакал да не е вистина. Не знам сепак зошто седиме овде. Зошто не оставиме се и не се вратиме назад в град? Ти товару. Ти рекол само че веќе еднаш. Цветко, што е сето ова? Што треба да ми кажеш што јас не знам? Не знам. Мислев само дека можеме да се вратиме назад в град. Чекај. Помене. Симоне, вистина ли дека бегаме? И се криеме ли ние од луѓето? Се едно е што е вистина. Ајде. Сакаш дождот да не пробие токот. Слушни зурла како пишти, кавал како пее и тапан како тропа. Слушни како звукот на минатото ја раскажува историјата. Ја сакам Македонија. Билја на платно белеше, климе пастрамка ловеше. Ја сакам Македонија, го сакам Охрид. Побрзај. Ќе се засомена во воденицата дури да се врати Калпак. Ќе побарам дрва. Ќе се обидам да запалам оган. Како гробница. Цветко, ти повеќе знаеш за сето ова. Кажи, бегаат ли Симон и Калпак? Останува само да погодува. Зошто не побараш од Симона тој да ти каже за се? Ти имаш право тоа да го знаеш. Мислиш дека не треба да му верувам? Не знам. Не знам за тебе. Јас веќе научив никому да не верувам. Но јас секогаш сум уверувала на Симона. И мислам дека не сум грешила. Верувај му и понатаму. И прашај го. Зошто се криеме од луѓето? И зошто сме на граница? Прашај го. Дај ги лозовите. Лозовите? Да. Ќе ни служат за подпала.
Моите лозови. Мислиш ли дека се без вредност? За нас се без вредност. Таму каде што одиме на тие лозови никој не игра. Погоди кога рече дека сме на граница. Цветко, знаеше дека морав да бегам. Зошто дојде со нас? Врати се. Ти во ништо не се замешан. Мене законот ме гони. Мене и Калпак, а не тебе. И Лена не е замешана во ништо. Зошто ја поведе? Да, и ти не си замешана во тоа. Мене ме прогонат како шверцер на морфиум. Морав да бегам и не сакав да те оставам. Сакав секогаш да сум со тебе. Сега, остани ако сакаш или врати се. Јас немам друг избор. Зошто не ми кажа Ноќеска? Јас не сакав да бегам. Знаеш и сам. Имам родител, сестра. Јас нема што да очекувам од овој пат. Мене ме забораваш? Јас ништо не значам за тебе. Ти значеше многу за мене. Секогаш многу. Зошто не ми кажа дека си во ваква опасност? Зошто не ти кажа? Мислев дека сето тоа не е ништо. А сакав да имам пари. За тебе, за мене, за дом. Не сакав да чекаме со години. Да собираме капка по капка. Видов како тоа ја убива љубовта. Најпосле, сега е готово. Од ништо стана зло. Немаше друг пат. За мене и сега го нема. Тебе Калпак те натера да бегаш. Зошто толку му веруваш? Зашто е замешан во исто тесто како и јас. Не, Симоне, ти не си исто што и Калпак. Ти си... Ништо не сум јас. Еднакво сум виновен колку и Калпак. Не сте еднакво вино. Тој тебе те тера во зло, а не ти него. И сега? Што? Да се вратиме, Симоне. Иако те судат, не можат многу да те осудат. Но ако ме осудат, што тогаш? Да излезам со свиткан грб, безживотен? А таму? Што ќе биде таму? Неизвестност. Никогаш да не можеш да се вратиш. Симоне, да се вратиме. Иако те осудат, ќе те чекам. Ти би ме чекала, Лена? Каков театар. Да заплаче човек од жал. Ке го чекаш? Само тоа е подруго исчекување од она кога ти носеше скапи подароци. Зошто никогаш ќе си го прашала од каде му се парите? Сакаше да бидеш дама? Јас не сакав да бидам дама. Не преку туѓа нечесност. Крсти е како сакаш работата на Симона, но не мисли дека со солзи ќе му ги измиеш рацете. Престани, Калпак. Или сакаш мене да ме предизвикуваш? Не сакам да предизвикувам никого. Сакам само да ви раскажеме на приказната чекањето. Познавав еден човек и една жена која исто како Лена сакаше скапи подароци. Човекот ги носеше. А кога го осудија, та го заборави. Иако се колнеше дека тоа нема да го стори. Се едно е кој беше тој човек и зошто беше осуден. Го осудија, а жената се спакува едуна со друг. Не верувај му, Симоне. Тој не ти мисли добро. Ти не му мислиш добро кога го тераш да остане. Цветко не е замешан во ништо. Сака да се врати. Нека се врати. А и за тебе е подобро да се вратиш. Од онаа страна јас имам пријатели. Симон ќе може брзо да го среди животот и да те викне подоцна. Може би за неколку месеци.
Врати се и чекај. Нема да чекам. Нема да се вратам. Сакам да бидам покрај Симона. Ќе се вратам само со него. Добро. Проклети дрва, влажни се. Не горат. Сакаш да ги запалиш лозовите? Луд ли си? Може би сум и луд, но лозовите веќе не ми требаат. Одам со Симон. Не, ти нема да одиш. Ќе се вратиш таму од каде си дошол. Ајде. Симоне. Не ти се оди. Симоне, запри. Цветко е преслаб за калпак. Снебенце. Со таа копачка ти си го ископаш гробот. Твојот гроб ќе го ископам. Запри! Остави ја копачката или сакаш крв? Се едно што сакам. Тргни се! Ти реков, за тебе никој не знае. Врати се! Добро, Симоне. Но запомни. Ти си само играчка во неговите раце. Остави го. Достај се до тоа. Што стори? Најде ли некој од твоите познати? Не најдов. Ќе мораме сами да се снаоѓаме. Како? Треба да се префрлиме до езерото да паѓа досно. Сега луѓето се дома. Ако ќе се стемни, ќе најдеме некако чум. А ноќе има ли заседи? Има. Но ако имаме малку среќа и ако сме вешти, збогум славен суд. Ми е жал за Цветка. Тој сето ова го чинеше за тебе. И јас нешто сторив за него кога дозволив калпак да го врати. Додиме, ќе се засолниме во колибата на езерото. Ете, тоа е нивниот живот. Птици и риби, и ништо повеќе. Се раѓат, се множат и умираат. Како и рибите. Безцелни до крај. Ме убива ова неизвестност. Што ќе биде со нас, Симоне? Не плаши се, Лено. Верувај како што верувам и јас дека се ќе е добро. И пубаво добро, ако се добереме до чун. Останете овде и внимавајте. А ти каде? Мислам дека знам како ќе дојдеме до чун. Калпак нешто измисли. Се каеш ли што појде со мене? Се плашам. Не знам. Тешко ми беше да те оставам. Како што ми е тешко, што ги оставив и моите. Сум ти рекол ли некогаш дека си најдобрата девојка на светот? Се ќе е добро, Лено.
Вака ли ги чекаш птиците, а? Ги чекам, ама се заспав. Сега ќе дојдат. Ќе долетат на езеро оваа ноќ. Сакаш ли да ги видиш прв, а? Сакам, а ти? И јас. И ти ли ќе посакаш нешто од птиците? Па ти си голем. Па јас сакам тебе да те поведам да ги видиш. Само дали ќе те пуштат од дома? Ке избегам. Добро. А за да ги видиш прв птиците треба да бидеме на езеро. Кажи, знаеш ли кај ќе најдеме чун? Знам, на пристаништето, но тие ноќе се заклучени. А твојот татко има ли клуч? Има, од неговиот чун. Виси на шајка зад врата. Ако немаме клуч, не ќе имаме ни чун. Ќе го земам клучот. Ете, гледаш, прв ќе ги видиш птиците. Ќе им појдеме со чунот во пресрет. А? Но навече не смем да бидам на езеро. Ќе ме караат дома. Кога ќе се вратиш, ќе бидеш голем. Никој не ќе сме да те кара. А ќе бидем ли јак? Многу. Ако најдеме чун. Ќе најдеме. Браво, малечок. Вечер ќе те чекам овде. Ќе дојдеш ли? Ќе дојдам. Так. Само никому не зборувај му за ова. Инаку некој друг ќе ги види птиците пред нас. Никому. Зошто не доведе овде? Се криеме ли од лук? Зошто би се крие? Ние и така ќе се земеме. Но ти рече дека немаш пари и дека очекуваш многу од ловот. И очекува. А парите, Јано, не се секогаш се. Ние можеме да се земеме и без нив. Тие имаат чун. Тие имаат се што нам не треба. Зошто се врати ти никаквец? Требаше ли да чекам да ме затворат? Може би веќе го пронашле камионот. И ако го нашле, нема да знаат за тебе. Последен пат те прашам. Зошто се врати? Не можев поинеку. Секогаш сме биле заедно со Симон. Не сакаш да го оставиш Симона? А Милен? Кога стрелаш во небото, нишани го својот Бог. Ти без причини не го тераш Симона да бега. А тие причини се? Се едно е кои се. Остави ме. Сакаш ли да те оставам како патокас за нас? Во ова езеро живеат безброј мали алчни риби. Сакаш ли еден ден да те најдат начнат од 1000 гладни челюсти? Калпак, каде си? Повтор пат се врзуваш со нас. И ќе останеш со нас. Сега е опасно да си сам. Опасно за нас. Опасно? Ние тројцата сме зли со тебе, ние. Сакаш ли на Симона да му кажам зашто се врати да му висиш на вратот? Да му кажам ли дека Лена на сукњата има магнет? Не беше Лена. Од онаа страна уште ќе поразговарам. А сега? Зошто дојде? Да те чува од мене. Од злото. Ти рекол веќе, чувај се сам, а нас оставиме.
Сега е доцна да го враќам. Гледаш и сам. Под своето чело носи неразумност. Се запалило нешто во него, изгорело се што има овде. Цветко, се врати. Се врати лотеријата. Лозовите не му се достатни да дојде до среќа. Успели со чунот? Успеав. Најдов човек кој ќе ни помогне да дојдеме до чун. Ќе ви откриеме на тајна. Ако дојдат птиците и ако ги видите први, ќе ви се исполни секоја желба. Еднаш морфиумот стана песок. Птиците ги исполнуваат желбите. Да посакаме сега песокот да стане морфиум. Не ме занимаат птиците, ни твоите детски приказни. Ќе ни помогнат тие детски приказни. Тие ќе ни донесат чун. А ако дојдат птиците? Гледаш, Симон, ако ти немаш желби, може би ги има Лена, Цветко. Што велиш, Лена? Да заспиеме и да се најдеме таму од каде што сме дошле. Или изгревот на сонцето да го гледаме од оној брег. Само овие птици не се за нас. Ако дојдат, рибарите ќе видат на езеро, а ние немаме виза за премин преку граница. Еве го. Детето, дојде. Чичко! Мислев дека нема да дојдеш. Зошто свиреш? Можеше некој да те чуе? Ми беше страв. Темница е. А тие ли сака да ги видат први птиците? И тие, имаш ли клуч? Немам. Татко ми отиде со чунот на езеро. Сега е в колиба. А не можеме ли од овде каде ќе видиме први птиците? Не можем. Знаеш ли во која колиба е татко ти? Знам. Тогаш ќе го земе чунот од колибата. Само. Хајде, води ми. Цветко, добро што се врати. Ти умееш да пливаш. Водата е престудена. Цветко е слаб. Јас сум појакам, јас не умеем да пливам. А и не сум расположен да пасам езерска трева. Ајде, Лотарио. Чекај, Цветко. Ќе појдам јас.
Остави го детето. Сега е веќе доцна. Ке каже некому. Ајде. Симоне, детето, не смееме да го земеме со нас. Остави, треба да мислиме на својата кожа. Ајде, побргу, побргу. Добри сме. Кој е? Васе. Калпак, зошто го водиш детето? Зашто е твој достоен син. Не сакаше ти да ни помогнеш. Ни помогна тој. Ти тоа не смееш да го сториш. Јас ке викам за помош. Не му мислиш добро на своето дете. Забораваш дека е во наши раце. Што бараш да го оставиш детето? Што нудиш? Брзо, немаме време. Чекај. Сакаш ли ти да не пренесеш? Ке ве пренесам. Калпак, тие ќе не открие. Место поташките, бргу. Кој беа тие во чунот? Не знам. Не видов никаков чун. Има ли некој од рибарите, не знам? Само по колибите. За други не знам. Поаѓе, од брегот. Ристо, тамо в Трски. Во чунот не беа рибари. Тие не би бегале пред. Мислиш ли дека се некој бегалци? Знам само дека не се рибари. Погледнете. Водниче, рефлекторот наваму. Мало, Тарио, ме мразиш ли? Кажи, би ми запалили со задоволство свеќа над глава? Се едно. Ќе ти запалеа други ако го убиеш. За такви како тебе законите во сите земји се исти. Слушај, бебенце. Научи еднаш да не здодеваш и да не предизвикуваш. Мислиш дека и овде ќе те поднесувам како досега? Симоне, ово е патот кон рајот. Не сменувај го правец. Се чувствуваш веќе како командант? Секако. За своје и ваше добро. Внимавај, кој ќе се доближиме до оној брег, ќе мораме да сме понечуни и од мравка. Далеко ли сме од границата? Не знам точно. Веројатно скоро ќе сме на граница.
Сигурен ли си дека нема да тргнат по нас? И ако тргнат, не ќе смеат да ја минат границата. Да се развеселиме, Симоне. Обожавам музика. Како ангели да ми пеат на рамо. И до свадбата ќе живеете со Лена без музика. Весели се, Лено. Свадбата е близо. А ти, Калпак, каква веселба тебе те чека таму? Не грижи се. Скоро ќе видиш. И престане да играш трокчурија. Што си ти? Ништо. И за ништо не си. Вистинско бебенце. Остави го. Не плаши се за него, невеста. Му го сакам само доброто, како и тебе. Може би еден ден ќе ми бидеш благодарен. Може би ќе ми ја покажуваш мојата слика на своите внучиња и ќе ме благословуваш. И така, внучиња, Калпак направи од мене да стане човек. Ако бидеш паметен, а не овен како сега. Доста, Калпак. Така е. Доста. Заборавив дека уште може и да заплаче. Мири се, Цветко. Ние сепак со него ќе бидеме цел живот. Кој се тие? Шверцери. Барем еден од нив беше некогаш. Знаеш ли дека ќе бегаат? Знаев. Еден од нив бараше јас да ги префрлам. Зошто не извести? Бевме пријатели некогаш. Одавна. Уште за време на војната. Сепак можеше да го пријавиш, Стојане. Таквите не жаат ни свој род и пород, а не туѓи. Не можев да го пријавам. Тој закануваше. Закануваше дека ќе им се одмазди на моите деца. Сега се секако веќе преку граница. Треба да јавиме на другата страна да ги пречекаат. Не знаеме што стана со водникот. Овде немаме веќе што да чекаме. Слушајте. Слушајте. Тие се враќаат! Еј, луѓе! Тие се враќаат! Ја постигнува ли бродот својата максимална брзина? Ене, гледај светлини. Не е ли тоа другата страна? Уште малку. Потем ќе го изгасиш моторот. Ќе се доближиме нечујно и ќе се истовариме. Стигнуваме, Лена. Нашата акција е при крај. Ако не пречекат од онаа страна со цвеќе Лотарио, сме ја извлекли премијата. Премија? Може би премија, но не таква каква што мислиш. Батма. Слушај, веќе ни приредуваат дочек. Што правиш тоа? Па ние се вртиме в круг! Само тој може да е виновен. Тој подлец! Калпак! Браниш предавник! Крв! Племе!
ранал! Симон е ранен! Во кабината има завод. Еве ти ја твојата премија. Го уби, брата си. Јас не го убив. Јас тоа не го сакав. Но сепак го уби. Ако не му помогнеме, тој готов без лекар овде. Ние мораме да побараме лекар. Да извлечеме еден од дното на езерово? Не, туку да се вратиме назад. Во прашање животот на Симона. Ако се вратиме во прашање се животите на сите нас. Не видели, тие пука на нас. Праќањето сега опасно. Сите не чекат решетки. Симона, и тебе, и Лена. Ајде, кажи. Што стори за да се врти бродот в круг? Добро. Ако ти не се грижиш за брата ти, јас не можам ништо повеќе да сторам. Јас кинав жицата од кормилото. Ти имаш лисичја душа, бебенце. Да имаше малку повеќе в глава. Сега и без крв ќе беме на сигурно место. Калпак! Ајде, помогни ми! Калпак! Не плаши се! Се смири ми! Некогаш по војската се учев како се више на сутролес. Речи им нека се вратат. Кажи им го тоа ти. Еј, луѓе! На овој брод освен нас е и водникот! Ако не послушате и не се вратите, ќе бидете виновни што сте не натерана да се одмазнуваме! Угастете ги факелите и вратете се! Ајде, Лотарио, ние да ги засукаме ракави. Симоне, лошо ти е. Leno, сето ова не го очекував. Цветко неразумно постапи. Тој не сакаше да стане ова со тебе. Тој сакаше да ти помогне. Ми помогна. Многу ми помогна. Не говори така, Симоне. Сега се едно, што е да мислиме за него. Не е се едно. Барем не за мене. Се каеш, Лено? Сакаш ли да се вратиш? Сама. Сама. Со појасот ќе стасаш некако до брегот. Тешко ќе ми биде без тебе. Но сепак, ако се решиш, ќе ти помогнам. А ти? За мене е се едно. Јас немам право да те задржувам. Тие ќе го поправат кормилото. Калпак има таму пријатели. Ќе ти помогнат. Ако тој навистина има пријатели, може би се ќе е добро. За тебе. За мене. И за нив. Сепак успеаме. 12. Далеко е до разденувањето. Ке стигнеме на оној брег уште пред зори. А кога ќе се раздени? А кога ќе се раздени, ќе бидеме далеко и на сигурно место. Како се чувствува, Симоне? Како во рај. Недостижен е пековот за нашите чисти души. Издржи уште малку. Јас ке посам. Цветко е осамен. Кога му е здодено, тој прави глупости.
А ако не уловат граничарите на оној брег? Не сме риби, а ни тие не се птици. Ке внимавам. Што е то? А? Мислиш ли дека сме близу? Ништо не мисла. Моторот се изгаста. Малку нешто стане. Моторот е во дефект. Или пак ти нешто измисли? Ништо јас не измислив. Здодевна ти. Ја чека смртта да побрза. И таа ти е бавна без бензин. Нема бензин. Кога стрела го пробиле резерварот. Обиди се, може би, со вода ќе проработи моторот. И сега? Би требало твојата крв да ја употребиме на место бензин. Ти си виновен за се. Па ние ја минавме границата. Ја минавме. А до брегот? Со пливање ли ќе стигнем? Можам ли да знам што ти е смешно? Се. А најмногу она со пливањето. Колку знам, ти не умееш да пливаш. Ни јас вакарамет. Дај ми ги лозовите. Ветер не носи. Лови. Ќе стасаме ли по една година? Кажи, Калпак. А? Ќе стасаме на време. И ќе видиме кој ќе се смее на крајот. Сепак пловим. Како да не влече впрегнат положов. Се едно. Ти реков, не грижи се. Сигурен сум ќе стасам. Маглава ќе ни помогне незабележано да се прикадиме до брегот. Сваќате? Сваќам, само дека сме слепо јато во оваа магла. Се разденува. Каде сме? Негде при крајот. При крајот на нашето заедничко патување. Како капетан на ова пловења, реди да се простам од вас како што треба. Најпрвин... Најпрвин. Не биди клоун, Калпак. Не сме при крајот, туку се враќаме. А потем... Потем? Вие, деца, сакате да ги дочекате птиците. Дочекајте ги. А јас некако ќе стасам на оној брег. Како? Ќе видиш. А сега доста е свигрење. Дај ми го радиоапаратот. Сакаш да слушаш музика? Посмртен марш? Што би? Сакам песокот да се претвори во морфиум и да биде во кутијата од радио. Мислиш ли дека сум те излажал? И дека сум го сокрил морфиумот во радиото? Не мислам. Тоа сигурно го знам. Сите права, Калпак. Еве го твојот морфиум. Држи го. И патувај, Калпак. Патувај и ти назад. Еве ги твоите
Документи. Тој би излежал. Документите биле кај него. Тој затоа ни ја намести оваа игра. Се надеваше дека ќе се добере до морфиумот. Се надеваше дека лесно ќе се обогати. А ние, сеедно, можевме да останеме и на цедилка. Така е, бебенци. Ти умееш да мислиш. Тој умее да мисли, но не и ти. Може би сум го сокрил морфиумот и ти никогаш не ќе се добереш до него. Никогаш. Ти? Немој да изигруваш факир, Симоне. Комедијата е свршена. Жал ми е. Но нас откјорите без мене и својата лудост ќе патите сами. Не оставаш? Со тешко срце. Ке ви пишам и ке мислам на вас. Свикнавме на тебе, Калпак. Ќе ни биде здодевно ако не оставиш. Калпак, ти то не смеш. Сакаш да пливаш по мене, Калпак? Не, нема ни ти да стигнеш до брегот, бебенце. Предалеко е до... Тој ќе и твоја смрт! Калпак! Веслајте побрзо, се удави човекот! Побрзо! Побрзо! Лено. Морфиумот. Сокри го. Мене ќе ме затворат, но јас ќе се вратам. А ти чувај го морфиумот. Тој ќе не обогати. Лено. Јас се тоа го направив. За тебе. За нас. За нашиот дом. За нашата среќа. Лено! Го сакам мирисот на липите на Партизанска. Го сакам Скопје.